ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што навистина е уживање. Дали ќе работите, дали ќе снимате, дали ќе шетате, дали ќе си седнете под дебелите сенки природни, на дрвјата што се во обкружувањето и во дворот, секаде ќе ви биде многу убаво, секаде ќе уживате. Ова е место за релаксација на само 20 минути од нашиот главен град Скопје, од центарот. Но ова не е само топла покана за скопјани, туку и за сите што доаѓаат од цела Македонија, и туристи, и наши кои што живеат надвор од Скопје, да дојдат овде, да си одвојат време и да се уверат во таа убавина. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам една мусака од модар патлиџа, но која што се реди на еден поинаков начин. И мислам дека многу ќе ви се допадне на сите вас. За да ја направите таа мусака, затоа што знаеме дека сега пазарите се преполни со модар патлиџа и од него можете да направите многу специјалитети. За оваа мусака за четворица да јадат во семејството, ќе ви треба 2 модри патлиџани кои што се претходно пресечени. Еве гледате како, и подпечени во рерна со малку масло и малку сол. Ќе ви треба 350 грама мелено мешано месо, 4 супени лажици ориз. Ќе ви треба сос од домат или салца, 2 децилитри, или изрендајте 2 патлиџана, или ставете томатело 1 чаша, ваш избор. Ќе ни треба 100 грама ситно сечкана сланина, 1 цела китка магдано ситно сечкан, 1 главичка кромит, 3 до 4 чешниња лук, ќе ни треба 1 јајце, понатаму ќе ни треба малку црвен пипер, малку босилек, малку, 1 прстопат, кој ќе кажа, малку буковец, сол и мешан сув зачин, и ќе ни треба масло за готвење. Сега, имајте си, значи, 1 чашка вода настрана. Имајте си вода затоа што ќе видиме колку ќе засити салцата, за да не биде, ова не треба да биде воднеста, баш ќе дојде и ќе наликува како бурек. Оризот треба да ја земе целата течност, месото што ќе пушти, салцата, модриот патлиџан и така натаму, и самиот кромит, нели? И тоа треба да биде компактно како пита да го сечете, ете така. А малку вода настрана, ако евентуално погусте сосот, малку да прелиеме водичка. Сега ќе ставиме во тавчето масло, околу 1,5 децилитар, и ќе го ставиме прво месото да се пржи. Ова е многу интересен ручек, затоа што се прави мусаката на еден поинаков начин. Малку ќе ја намалам температурата. И да знаете дека филот не се пржи многу. Малку да се запржи месото, малку кромидот. Може уште малку масленце да капнеме, затоа велам по потреба. Додека ми се пржи мефцето, кога ќе ја промени бојата, ќе ги додадам сите зачини. Додека тоа се пржи, што ќе направам? Значи, со потесниот дел, ќе го ставам потесниот дел кон дното.
Ке гледам, ке ги одбирам поголемите. Помалите ке ги ставам на дното. Така. Ова може да го заменам. И ќе оставите 3-4 парчиња, ќе ви кажам зошто. Еве, ова е веќе добро, како што треба. Сега промешувам. Одлично. Ќе му ставам малку сол. Малку мешан сув зеленчук. Малку буковец. Малку босилек. Така. И тука ќе го ставам лукчето. Неки има повеќе лук. Така. Сега ја ставам и сланинката. Каков е овој убав филм. Сланинката прави чуда. Ете така. И сега ќе го додадам кромидот, значи една голема главица кромид. И таа да се потпржи малку, заедно со месото, со сланинката. И сланинката ќе си пушти мрсничко, но морам да ставам уште малку. Еве гледате дека кромидот добива веќе стаклест изглед. А тоа ни е потребно. Сега морам да пробам за сол. Совршено погодено. Тавче користете 26 за оваа доза или помала земјена тава. Затоа што ова ќе се пече, се му е ова доволно и ги ставам 4 лажици ориз. Не да бидат преполни, туку плитки. Оризот има за задача само да ја повлече целата течност. И улогата на водата тука ја заменува салцата. Еве и неа сега ќе ја ставам овде во филот.
Макдоносот. Ова бара многу Макдонос. Не може да не биде убаво. Сланинка, мевце, лукче, кромиче, Макдонос, зачини прекрасни. И мислам дека и филот е готов. Сега ќе го исклучам. Промешувам. Еве го. Како мириса, значи чудо, чудо. Така, сега ќе го ставам настран. Малку да скипне, па ќе му го ставам јајцето внатре. Така. Сега ќе го истурам филот внатре, но претходно да го скршам јајцето. Само едно јајце се става, доволно е за да не се распаѓа после филот. И малку црвен пипер. За да го вцрви филот. Ете така. Одлично. Еве сега, оди филот кај модрите патлиџани. Од миризбата човек да се најаде. Ке се потрудите со дрвената лажица, баре малку да биде израмнета, секаде, значи исто да има фил. Сега, овие што ви кажав, да останат тука. Вака на косо ќе ги ставам. И сега ќе почнам да затворам. Гледате, мора да има малку оддалеченост помеѓу модрите патлиџани, затоа што кога ќе ги превиткувате, тогаш ќе си завземат комплетно место. Еве, драги мои, нашата мусака е подготвена за печење. Ајде да направам само неколку лажици да ставам вода и да не треба таа секако ќе испари, значи битно е оризот да остане, мислам да биде добро сварен и набабрен, не да остане жив. Одлично, доволно. Се гледаме, драги мои, со вас, откако ќе го испечам. Прво ќе го печам на 220 степени, потоа ќе намалам на 200, не и треба ниту капак, ниту ништо. И вака можете да притиснете. Ете така. Таа е готова кога нема да има течност во неа одоколу. Се гледаме на трпезата.
Па, на здравје нека ни повелете на овој наш заеднички ручек. Мусаката толку убаво мириса, толку е интересна, а вкусот освојува. Погледнете и како е убаво испечен и целата течност е излезена. Она уште крчка. Ова и како некоја растурена сарма, но од модар патлиџан. Значи, она ќе се стегне уште повеќе кога ќе се излади, затоа што само што извадивме од ревната. И знаете како викат кумановци, ќе одвугне. Еве, погледнете. Топло, ова не се допира колку е топло. Како изгледа. Еве, да видите. Како мириса, леле, како мириса. Ајде, сега на здравје нека ни е. Јас верувам дека ќе се примамите да ја направите ова интересна мусака. Леле, колку е ова добро. Колку е ова интересно. Каков вкус има. Одлично оди со некоја киселка салатка, со кисело млеко, закиселени пиперчиња. Направете и уживајте во овој вкус што ме потсетува на локумче, така се лизга надоле. Ве поздравувам до следната емисија, знам дека ќе ја направите. Оти ова е македонско јадење. Модар патлиџан, мефце, кромиче, патлиџанче, се си има во него. За крај ќе ви кажам една многу интересна поука. Го прашал синот таткото. Во што е разликата, тато, помеѓу мојата насмевка и твојата насмевка? И таткото одговорил: вака ќе ти кажам, синко. Ти се смееш кога си среќен, кога од внатре осеќаш среќата. А јас се смеам кога ќе те видам дека ти се смееш, без разлика дали сум јас среќен, тажен или болен. Многу моќна поговорка, поука, приказна за сите родители. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување и направете!